Денес ќе се ндурнеме во светот на мрежната анализа со еден детален водич низ Wireshark, една од најмокните алатки што постојат. Замислете си, вие сте детектив, а мрежата е сцена на истрага. Секој дел од податоците што се движи е трага. Епа, Wireshark е токму тоа, вашата лупа, алатката што возможува да се види секој деталј, секој дигитален шепот. Значи, еве што не чека. Прво, ќе разјасниме што точно е Wireshark. Потова, ќе го разгледаме интерфејсот. Ќе отвориме еден пакет да видиме што има внетре. Ќе научиме како да се снајдеме во море од податоци, како да го тргнеме неважното. И за крај, ќе видиме некои алатки за експерти. Добро, време е да почнеме. Прво, да ја поставиме основата. Што е Wireshark и зошто е толку суштински важен? Наедноставно кажано, Wireshark е како микроскоп за мрежата. Тој е алатка со отворен код, што значи бесплатен е и постојано се подобрува од заедницата. Може да го слуша сообраќајот во живо, додека се случува, или пак да анализира веќе снимени датотеки, познати како PCAP-ови, кои се како снимки од мрежната активност. А зашто најчесто се користи? Па главно за три работи. Прво, за решавање на проблеми. Ако мрежата е бавна, Wireshark ќе покаже каде е сообраќајниот метеж. Второ, за безбедност. Може да забележи некој сомнителен сообраќај или уред што не би требало да е таму. И трето, за учење. Нема подобар начин да се свати како работат протоколите од тоа да се видат во акција. Сега, ова е навистина важно да се разбере. Wireshark е само наблюдувач. Тој не може да спречи ништо, ниту пак да блокира сообраќај. Тој е алатка за анализа, не за заштита. Успехот на истрагата зависи од знаењето на оној што ја користи. Сега кога знаеме што е, ајде да го отвориме куферот со алатки. Ќе го разгледаме главниот интерфејс, кој е всушност командната централа за секоја истрага. На прв поглед, може да изгледа малку хаотично, но всушност е многу логично поставено. Целиот екран е поделен на три главни дела и секој од нив ни дава различен увид во податоците. Ајде да ги поминеме еден по еден. Горе ја имаме листата на пакети. Тоа е како дневник на се што се случува на мрежата, по ред. Во средината се деталите за пакетот. Кога ќе кликнеме на некој пакет од листата, тука се појавуваат сите технички детали, расчленети слој по слој. И најдолу ги имаме бајтите на пакетот. Ова се суровите податоци, онака како што ги гледа компјутерот. Сите три работат заедно за да ја добиеме целата слика. И сега почнува вистинската детективска работа. Ќе земеме еден единствен пакет и ќе го отвориме за да видиме каква приказна има да ни раскаже. Да се направи дисекција на пакет, значи да се декодираат сите тие слоеви на протоколи за да се разбере што точно се пренесува. Добрата вест е што Wireshark го прави целиот тешк дел од работата за нас, прикажувајќи ги слоевите според познатиот OSI модел. Секој слој е дел од сложувалката. Да почнеме од основата. На слој 2 ги гледаме MAC адресите. Тоа е како матичниот број на секој уред. Потоа, одиме на слој 4, каде што ги имаме TCP или UDP портите. Тие ни кажуваат која апликација на компјутерот комуницира. Замислете го тоа како број на стан во една голема зграда. И конечно стигнуваме до врвот, апликацијскиот слој. Овде работите стануваат навистина интересни. Тука се гледаат податоците што ги користи самата апликација. Ако се работи за HTTP сообраќај, тука ќе видиме барања за веб страници, одговори од серверот, па дури и самите податоци што се пренесуваат. Добро, анализа на еден пакет е супер, но што правиме кога имаме файл со илјадници, па и милиони пакети? Ајде да видиме како се управува со едно такво големо досие. Wireshark нуди две одлични алатки за организација. Означувањето е како привремен маркер. Пакетот добива црна позадина за лесно да се забележи, но тоа исчезнува штом се затвори датотеката. Од друга страна, коментирањето е како трајна белешка во досието. Коментарот се зачувува заедно со фајлот, што е совршено ако треба да се споделат наодите со колеги. Сега, доаѓаме до можеби најмоćната карактеристика на Wireshark. Кога има милиони пакети, повеќето се само нерелевантен шум. Филтрите се тука за да ни помогнат да го најдеме токму она што го бараме. И најдобриот дел е што не треба да се биде експерт за да се почне со филтрирање. Има едно златно правило.
Буквално секој податок што се гледа во панелот со детали, IP адреса, порта, протокол, може да стане филтер со само еден десен клик. Еве колку едноставно. Наоѓате нешто интересно, да речеме некоја IP адреса. Десен клик, примени како филтер. И бум! Wireshark веднаш ги сокрива сите пакети што не ја содржат таа адреса. За секунда, шумот е намален за 99%. А што ако сакаме да ја видиме целата конверзација, а не само парчиња? Тука настапува следи го текот. Оваа функција ги спојува сите пакети од еден разговор и ги прикажува податоците во читлив формат. Ова е неверојатно мокно за да се види содржината на веб страници, текстуални пораки, па дури и некриптирани кориснички имиња и лозинки. Секако, филтрите може и рачно да се пишуваат, што дава уште поголема контрола. Може да се филтрира по протокол, например HTTP, по одредена порта, како TCP порт, јакви 80 за веб собраќај, или по IP адреса со IP.adri јакви и адресата. Можностите за комбинации се речиси безгранични. И за крај, ајде да дзирнеме во некои од вградените алатки што Wireshark ги нуди за да помогне во истрагата. Овие алатки се како еден вид асистент на детективот. Алатката експертски информации е фантастична. Тоа е како да имате искусен аналитичар до вас кој ви помага. Wireshark автоматски ја скенира целата снимка и ги означува пакетите што изгледаат чудно или укажуваат на некој проблем, како на пример грешки или повторени преноси. Системот користи и одличен систем на бои. Сината и цијан се само за информација, нешто нормално или забележително. Но кога ќе се појави жолта или уште полошо од црвена боја, тоа е јазен знак дека токму тој пакет треба веднаш да се истражи. Ова е совршена почетна точка за секоја анализа. И со тоа го завршивме нашиот водич. Ја видовме лупата, ги објаснивме техниките. Сега редот е на вас. Секоја мрежа крие своји приказни и тајни. Прашањето е, што ќе открие вашата?